Лошото искуство со сведмилк ги натера фармерите да го намалат бројот на крави. Тоа што млекарат има нов собственик од Турција не значи дека проблемот е решен, коментираат земјоделски експерти. Советот за турските газди е да не ги остават фармерите да работат стихино, туку однапред да вложуваат во нивното производство. Зголемување на субвенциите за женски грла и финансиска помош од новиот собственик на сведмилк, турски Суташ, им се потребни на фармерите за да се подобри состојбата во млечната индустрија, порачуваат земјоделски експерти. Предупредуваат дека фармерите се помалку одгледуваат крави, зашто се исплашени дека ќе доживеат истата судбина како со шведската млекара. Само во последните 5 години бројот на крави и стелни јуници е намален за 15.000. Фармерите кои се најпогодени од пропагањето на сведмилк и побаруваат 4 милиони евра, не се оптимисти дека со продажбата на сведмилк ќе ги добијат парите за откупеното млеко. Проблемот е сложен навистина, самото отварање и не решава многу. Ако се воспостават кооперантски односи, во смисла откупувачот, односно турскиот вложувач, може да направи не само непостојање ризик да ги остави самите, него да вложува, да однапред им дава да прават договори во кои би им финансирал во производството на храна, а за возрат да добие сигурен извор на суровина. Субвенциите кои ги добиваат од владата ги насочат не за нешто друго, него на вистина женски грла, па да се зголеми бројот кој за 2-3 години би се претворило, да речеме, во млечни крави. Професорот Аждерски вели дека Македонија е далеко под просекот за производство на млеко во споредба со европските земји. Иако податоците на статистика покажуваат дека производството на млеко се зголемува, во земјава годишно се произведуваат 2800 литри млеко по крава, додека во Европа стигнува до 10.000 литри.